Од Куманово до Кливленд, доктор Перица Давидков има дипломирано на Медицинскиот факултет во Скопје, завршено постдокторски студии во САД, каде и работи повеќе од една деценија. Тој е коавтор на научен труд на Американското здружение за заразни болести, во кој се утврдуваат протоколите за постапување со пациенти со коронавирус, ако имаат и други диагнози. Трудот објаснува за различни аспекти на работа на здравствените работници кои што се грижат за пациенти со COVID. Неодамна беше публикуван и веќе прифатен како гайдлайн или протокол за работа во повеќето американски болници. Неговата специјалност е гастроентерохепатологија со посебен акцент на болестите на црниот дроб. Сепак, како што вели тој, нема област од медицината која не е погодена од коронавирусот. Рутинските прегледи во амбуланти се заменети со телефонски прегледи и прегледи на камера. Рутинските колоноскопи, ендоскопи се откажани, само во моментот работиме ургентни колоноскопи и ендоскопи. Науката е согласна во едно, вирусот е нов и не е доволно проучен. Се додека не се пронајде вакцина или лек за широка употреба, ќе остане меѓу нас, смета доктор Давидков. Но борбата во оваа фаза се сведува на неговото ограничено ширење меѓу луѓето, бидејќи вирусот е вирулентен, лесно се пренесува, но мислам дека повеќето земји, меѓу кои и Македонија, успешно се справија во изминатите месеци, се со цел за да не се преоптерети здравствениот систем и да се доведе до колапс на целото здравство. Сепак, тој е оптимист, вели дека нема пречка која не може да биде надмината со работа и упорност, а во моментов најголемите светски умови се фокусирани на наоѓање решенија. Веќе се работи на вакцини, ние во мојот универзитет тука имам колеги кои што веќе го пуштија во истражување на пациенти вакцината за вирусот, ја пуштија вакцината, а има и неколку нови лекови на кои што се работи во истражување, така да во меѓувремено мислам дека сите треба да се придржуваме на препораките за одржување социјална дистанца, носење маски, во затворен простор, редовно миење на раце и позитивна мисла. Токму позитивните мисли, односно одржувањето не само на физичкото, туку и на менталното здравје, според доктор Давидков, мора да бидат приоритет за секој од нас. Неможноста за блиска комуникација, споделување емоции, згора на тоа и финансиски проблеми, можеби страф од непознат вирус, сето ова влијае врз сечија ментално здравје. Потоа стварањето на нови навики треба време и да се применат овие навики, но секако сите ние треба да продолжиме да функционираме и придонесуваме за нашето и заедничко добро. Најголем дел од луѓето во овие кризни моменти покажа емпатија и грижа за другите, смета доктор Давидков. Тој е убеден дека на крајот вирусот ќе биде поразен, а поуките што секој од нас, но и целото човештво ќе ги излече од пандемијата, нема да бидат заборавени. Верба во себе, во другите и секако во науката.